Гевгелија, градот на сонцето, топлата клима и богатата природа. Место познато по својата гостопримливост, мирниот живот и прекрасните пейзажи, каде човек лесно може да почувствува дека природата и луѓето живеат во посебна хармонија. Токму патот не одведе до овој јужен македонски бисер, каде што зад една сосема обична порта се крие приказна која ретко колку остава рамнодушен, додека минувавме низ улиците на Гевгелија. Не насетивме дека ќе запознаеме жена која секој ден, далеку од очите на јавноста, води тивка на голема битка. Битка за живот. Во дворот на Ленче нема кафези. Има само мир, посветеност и 4 штрка, кои поради тешки повреди никогаш повеќе нема да може да ги рашират крилјата кон југ. Наместо да ја продолжат својата преселба, како јадници други штркови, тие својот дом го пронашле токму тука. Штрковите се едни од најпрепознатливите птици преселници. Секоја година минуваат и јадници километри во потрага по топли краишта, а нивното враќање од секогаш било символ на пролетта, новиот живот и надежта. Но не сите ја имаат таа среќа повторно да полетаат. Токму затоа, Ленче решила нивната приказна да не заврши со повредата. Ден по ден, со многу грижа, љубов и трпение, таа се грижи за нивната исхрана, здравје и безбедност, претварајќи го својот дом во нивно засолниште. Екипата на Хајп Македонија ја посети Ленче, за одблизу да ја раскаже оваа несекојдневна приказна. Воедно, донесовме и неопходна храна за штрковите, мал придонес за секојдневната грижа што таа несебично им ја посветува. Колку труд е потребен за да се згрижат птици кои никогаш повеќе нема да полетаат? Како изгледа животот покрај овие благодарни суштества? И што ја мотивира Ленче секој ден повторно да го избере истиот пат? Добре дојдовте во домот на жената, која им подари втор живот на 4 штрка. Но ова не е само нивен дом, туку и прибежишта за многу други спасени домени животни, кои благодарение на незината љубов и грижа добиле нова шанса за живот. Добре дојдовте во светот на Ленче, жена која секој ден докажува дека најголемата човечност се покажува токму кон оние што не може да побараат помош. Додека многумина штрковите ги гледаат како символ на среќа, таа им подарува нешто многу поважно – шанса за живот. Во низиниот двор не постои кафез, туку надеж. Тука живеат 3 штрка, кои поради своите повреди никогаш не успеа да одлетаат кон своите топли краишта. Таа е Ленче, жена со огромно срце, која секојдневно се бори да им донесе свежа храна, вода, грижа и љубов на штрковите. Екипата на Хајп Македонија денеска дојде во нејзиното родно место во Гевгелија да раскаже нејзината инспиративна приказна, но и да биде дел од нејзината мисија. Ленче, ти благодарам најпрво што прифати да гостуваш во Хајп Македонија. Ти благодарам што не угости овде во твојот прекрасен дом. Имаме многу убава интересна приказна да ја раскажеме. Имаме многу за разговор. Уште еднаш да ти се заблагодарам што ја прифати нашата понуда да гостуваш за прв пат во Хајп Македонија. Најпрво да те прашам како си. Сега за сега сум добро, меѓутоа пред неполни 3 месеца имав една покомплицирана хируршка интервенција на колкот. Сами видовте дека одам со штака, со помагало. Ме очекува уште една таква интервенција до нова година. И некои други додатни компликации со забите меѓувреме добив. Инаку, здравјето е релативно, се е според годините. Се ближам, не сум млада. Сега здравје да ја дочекам за 3 години, 7-та деценија се ближи за 3 години. Младоста помина, веќе се ближам на кај старост. Годините се само бројка. Најважно е вие како изгледате, вие изгледате прекрасно, како се чувствувате, тоа е исто така многу важно. И ние ве најдовме во може малце некоја физичка повреда, физичка последица, меѓутоа сум сигурна дека нема така да остане. Борец. Многу. Таква ми беше професијата. Работев во болница 42 години. Така ги научив и тие борбени вештини, ми се чини од болницата повеќе. Тоа е пред се многу хум. И лично за мене од корист.
Тоа е пред се многу хумана работа. Вие сте работеле хумана работа и вашата хуманост не застанала таму. Значи, продолжува со тоа, со вашите чекори и вашите приказни кои што вие сами во текот на животот сте ги створиле. Затоа сме и тука првично, затоа што вашата приказна е многу интересна и специфична и уникатна во нашите простори. Знам дека многу од луѓето имаат слушното за вас, меѓутоа сакам ексклузивно за нашите гледачи да ја раскажеме таа приказна, да им објасниме зашто всушност станува збор дека вие во вашиот дом чувате многу животни, мачиња, кучиња, многу се напуштани. Да, тоа сакам да го споменам дека вие со вашата хуманост ги имате згрижено во вашиот дом, меѓутоа тоа не е само тоа, вие исто имате згрижено и штркови. Па тоа е многу интересна приказна, така што сакам да поразговараме. Кога за прв пат спасивте штрк и дали тогаш претпоставувавте дека во текот на животот ќе ги имате повеќе? Желбата да погалам штрк во сопствени раце беше од најрано детство, и моја и на мојот починат брат, се оствари дури на касни години, на кај 60 години, случајно врекајќи се од центарот, со велосипед бев тогаш, слушнав во тревникот некој невообичаен крик. Не беше ни на маче, ни на куче, се стимнав од велосипедот и догледав мало штркче, паднато од седелото, меѓутоа сето беше крваво, облеано во крв, и веднаш, без инстинктот, така ме тераше, го зедов со мене, овде дома, го искапив да видам од каде е крварењето. Крварењето сопре за кратко време, меѓутоа левото око беше исколвано. Тоа беше резултатот родителите, кога имат повеќе пилиња од колку што можат да ги хранат, едно или две од седелото на природен, на нивни начин, нехубан тоа е. Значи, сум гледала такви слики на видео, го колват до смрт. Меѓутоа Мишко, тогаш го крстив штркчето Мишко, по брат ми, имал среќа само што со паднал од седелото на тревникот, не повредил ни нога, ни крило. Меѓутоа окото му беше исколвано и така си остана Мишко без едно око. Мишко го одгледав полни 4 години, ќе дојдеше време за миграција, 9 август, штрковите ќе си заминат. Мишко немаше абер да си замене, не кеше територијата да ја почне самостојно да лета, ќе летеше по неколку часа, 4-5 часа, и ќе се вратеше во одредено време. Тој беше миленик на цела улица, посебно на мене, си го препознаваше името, го знаеше мојот корак, мојот глас. Беше питома птица, чувана во дворот. Не му ја ускратив можноста да си го најде патот за миграција, меѓутоа тој 3 години не изрази таква желба. И сега се случи, баш на крајот од новембар, имаше дождови, јас сакав да го заштитам од дожда, не го врна, го ставив горе на куќата балконот, да биде заштитен од дожд, и така правив секој сабајле, од балконот ќе го летнев, знаеш, во воздух, и тој ќе се летеше по 3-4 часа и ќе се вратеше пак. Тоа беше последното летнување, Мишко повеќе не се врати. Го барав 3 месеци, 4 месеци, го очекував февруар дека сам ќе си дојде. Не дојде. Читам, нон-стоп читам на таа тема. Се уваа луѓе, таму виделе штрк, Штипско, Радовишко, дури Ресенско, Градско, отидов да го барам, од Мишко никаква трага не се најде. Ако беше некаде паднат, умрен, некој ќе го видеше. Меѓутоа, мојата предпоставка сега што читам, посебно сега на оваа вештачката интелигенција, нема
Нема прашање за кое нема одговор. И поставив едно такво прашање дека штркот летна во период кога веќе миграцијата е завршена, во ноември. И добив одговор дека се е мождан. Македонија е релативно топол крај, но нив студот не им смета. Третата година му проработуват хормоните, веќе е полово зрел, може би во полето има налетено уште на еден штрк, па си нашол пар, па ако е така, нека му е со среќа. Меѓутоа, ако нешто има му се случено, се уште ми е мака за него, право да ви кажам. Во меѓувреме, од Мишко наваму, имам спасено уште безброј штркови. Еве, пред да дојдете вие, дојде една госпоѓа од Стојаково со молба да згрижам уште еден штрк. И објаснив дека штркот прво треба да се однесе на ветеринар, бидејќи крилото му било повредено. Да се однесе на ветеринара, веќе јас моите ресурси се исцрпени. Штркот не е птица што јада леп или пченка од 20 денара 1 кило. Штркот бара храна и тоа месо, риба, и тоа неколку пати во денот. Финансискиот трошок е мој. Никој не ме финансира. Не сум побарала помош до сега од никој. Од проста причина што луѓето си барат помош за самите себе. Има болни луѓе, болни деца. Од моја страна ќе биде многу нехумано да барам посебна парична помош, не доаѓа во предвид. Едино некој ако сака да донира парче месо или риба, тоа би го прифатила, а пари не, во никој случај. Сега за овој штрк да ви кажам, беше Мора да објавено... напоменаме дека во моментот имате 3 штркови до сега, да. Во моментот Четвртиот ќе се врати, кој ќе види дека нема храна во полето веќе и кој ќе се заминат сега за 2 недели штрковите, ќе се врати. која е приказната за нив? Еве, имаме прилика да видиме еден од нив. Имат ли имиња или? Ово е најновиот и најмладиот, ете се гледа по клунчето. Тој е сега, сигурно од јуни месец, испилен. Клунчето му е мало, црно, уште не е коската добро зацврстена, уште е како рскавец и ќе му треба оваа година изгледа престој кај мене за до следната да бидејќи овој штрк го најдов повреден пред болницата во Гевгелија, една прометна улица кај што поминуват во денот по 10.000 луѓе. Никој не застанал да проба да му помогне, а штркот кој знае со денови бил тамо и на социјалните мрежи прочитав дека има повредено штрк. Без размислување со автомобилот го најдов точната локација кај што ми беше посочена. Штркот го донесов дома, а првично гледам штркот здрав, нема од никаде крварење, на нозите си стои исправено. Меѓутоа, кога стигнавме дома, јас видов дека моите алишта се крвави. Со темна, не црвена, темна некоја секрет боја. Викам, од каде крвари штркот? И го направив овој покрет, така ви кажам. И видов дека овде, од овој дел има крварење. Зедов едно, ништо нема, зедов едно пластично шише со вода, го наполнив, го избањав да видам од каде е. Меѓутоа, случајно со прстот, како миев, напива нешто на прстот, нешто како боцка. Ги ставив очилата, ете овде раната уште е. Гледам нешто ме боцка, ги ставив очилата и гледам само едно ситно делче, еве, волко, значи милиметарско, надвор, над површината. И Цела жица. не знаев дека се работи за жица, се гледаше само едно ситно делче. И направи со двата прста една јака тампонада, тоа сме го училе од хирургија. И со другата рака пробав прво предпазливо да можам тоа ситното делче да не ми влезе уште внатре, и ако влезе внатре веќе нема.
И тоа полека, милиметарски го извадив. Ете, овој дел го извадив од штркот. Како штркот одел со денови со овој дел, така жицата се виткала во облик на телото. И право го однесов на ветеринар. И јас ни ветеринарот не знаевме дали ќе преживее, бидејќи и доктор Сарамандов, ветеринарот кој ми ги лекува животните, и он се учи од мене и јас се учам од него. Хуман е према мене, према животните, многу. Не знам, вика, дали ќе преживеот и не знаеме дали жицата има фатено некој орган, хранопровод, желудник. Ке чекаме до утре са бајле. И јас пак вештачка интелигенција поставувам прашање дали смеам со сила на повреден штрк да давам, оти сум правила и така. Ке го отворам кој е дехидриран штрк, со сила ке го отворам клунот и ке му пикнам парча месо или риба или вода и така, ги спасувам, само тоа е начинот, друг начин. Меѓутоа, овој почнам да ја изфрла храната за кратко време. И прочитав на вештачка интелигенција, ми вика, во таков случај, штркот строго мирување, темна просторија, да не се вознемирува, и така направив. Утре го пратев цела вечер, како ќе биде. Утредента излегов да им дадам на животинките храна, како им давам на нив, тој почнем да им ја краде храната. Веќе застана на... Он е веќе спремен за да летне. Он може и сам, меѓутоа веќе си го изгуби јатото. Јас не знам од кој е бантера, од кој е седело е, да го однесам. Го најдов на улицата спроти болницата, ама таму има и илјадници штркови, не еден и два. Сака да лета, меѓутоа од жицата има длабока рана во ногата, среќа што жицата забодена беше во мускулот. И сега куцка, клинка. И не знам дали ќе може да си летне сега во август. Ова е прикасната за најновиот штрк. Има ли има? Не, нема. Има штрк што има име, Симе, ама така ми го дадоа со име, од Неготино. Значи, ви имате сега во вашиот дом уште 4 штркови. Да. Уште 3, со него заедно 4. Која е приказната за останатите? Останатиот е со 2 скрос скршени крила. Го донесе едно девојче од 2, уствари една госпоѓа и една помлада девојка, студентка на ветерина од Миравци, тука едно соседно село, со намера да им покажам како да го хранат. После тоа јас им покажав како се храни штрк и што треба да се храни, и дали може за една недела, додека да се опорави штркот, да се грижам јас за него. Хајде, прифатив и на тоа. Меѓутоа штркот остана овде цели 4 години кај мене. Што можеме да им кажеме еве на луѓето кои што сега не гледат, ете и се заинтересирани да донираат храна за штрковите, што тие најчесто јадат, како може да ви се обратат на вас? Луѓето си имат своји проблеми. Јас не барам од луѓето. Има во Македонија месни индустрии кои преработуваат месо. Има остатоци од месо кои не се за употреба. Доволно ќе биде една фабрика, еден МИГ, Свети Николе, има други фабрики, месни преработки. Па 3-4 кила во месецот. Јас не барам 1 тон храна или не барам парични средства да ми праќат. Тоа барам јас. Ете, еден апел до... вчера прв пат во Тинес, овде немаше продавница, поразговарав со менаџерката на штандот за сувомеснато и за месо и ја замолив, ако ви остануват сувомесни производи и месо, кои им поминува рокот, ќе ве молам не ги фрлајте, донирајте ги за штрковите. Го запиша мојот број, рече дека ќе се консултира и ќе ми се обрати, ќе ми се јави. Тоа беше вчера. А инако треба да се организират фабриките што преработуваат месо. Сигурна сум дека им останува нешто што
не е за прехрана, што не е за во месарница, која може да се искористи за штарковите. Бидејќи штаркот е заштитена птица, треба државата да води сметка за нив. Кога веќе општината не се нафаќа да води грижа, општина Гевгелија знае дека јас чувам овде со години, 5 години веќе штаркови. Овде помина преку 50 штарка кај мене, тоа е трошокот мој. Имавме и прилика да видиме колку ете гнезда има на патот до Гевгелија и до вашата куќа со полни гнезда со штиркови. Да, полни гнезда, најмногу гнезда има во Стојаково, околу 50 и нешто. После Стојаково е село Богородица, 40 на гнезда, тие се веќе евидентирани. А во Гевгелија не ја знам точната бројка. Најмногу ги има Пелагонискиот регион и Овчеполието. Исто така и Источна Македонија, Чешиново, Блешево, тамо изобилува со штаркови. Бидејќи има храна, има изобилство на храна. Мочуриште има, реки, брегалница е тамо. Кои се ете најинтересните карактеристики на еден штрк, кои вие сте ги препознали? Карактеристиките на еден штрк е, тој не ќе да биде затворен. Тој пред неколку дена беше истуштен, дехидриран и сакаше да се гали. Сега веќе е способен, веќе температура нема, веќе е ојачна и не ќе да биде затворен. Само да го пуштам малку надвор и тој веднаш ќе замине, ама не знам колку ќе му биде силата да си најде храна сам по патот и вода. Од тоа ми е страв. Иначе веднаш би го пуштила. Нема да бидам идиот да го држам во заточеништво, тоа плюс и со закон е забрането да го чувам како куќен миленик. Ги разпознавате ли половите? Предпоставувам дека не? Не. Дури ни ветеринарите, овде има повеќе ветеринари, сите ги прашав, не. Плюс полот на штркот се разпознава тек после 3-та година. Ово е релативно млад како што... Ово е младо штркче, еве, ви кажав, се гледа по клунот. Да. Многу е мил и питом. Јас би сакала да ги видиме и другите штркови, доколку да. Ја ќе ви го донесам и Сима. Еве, овој сега може да го погалите и вие, ако сакате. Да раскажеме приказната и за Симе. Здраво! Се плаши може малце. Ајде сега да го донесеме Симе. Ленче, ова е Симе. Каква приказна има зад Симе? Исто вака за Симе, прочитав на социјалните мрежи дека едно семејство во Неготино чува штрк веќе известно време. Штркот бил превзеден претходно од друга жена, слетал во дворот, мало штркче. Тие го одгледале и сега апелира некој ако сака да го згрижи, бидејќи тие си имат свој бизнес, зафатени се по цел ден. Не се двоуме воопшто, се јавив и сконтактирав со луѓето и се договоривме во одредено време кај да се чекаме дека ќе одам да го превземам штркот. Така направив, го зедов Симе овде кај мене, меѓутоа човекот ми даде една огромна кеса со храна. Значи Симе има едно 3-4 месеца да го хранам со храната што ми ја испратија од Неготино. Ова е Симе. Првично мислев дека нема никаква повреда, дека ќе може ова миграцијска сезона да полета, меѓутоа и тој има повреда на едното крило, не многу голема, меѓутоа ситна повреда на крилото или на ногата смета за далечно патување. Така да нема да може да мигрира со останатите. Ќе си остане тука. Мислам дека и тука им е поубаво отколку да иде. Не ми е поубаво. Јас гледам дека не ми е поубаво, бидејќи соседот, како што ви кажа, во мојот двор нема трева, нема земја, се е поплочено, тие сакат да колват во земја, да експериментираат со клунот. Кај мене нема, соседот излезе во сусрет, ми ослободи еден дел од неговиот двор,
таа површина е многу мала за штрковите. Штрковите имат распон на крилјата по 1,80 м, тие сакаат да шетат. И сега, Симе, ако го пуштам надвор, може да се случи и 5 дена да талка. Некни беше залутал, дури пред грчката граница, една жена тамо има тони ниви, секој се бајле поминува, ги храни кучињата има тамо. И тамо во близина и кампот на мигрантите. Симе полни 4 дена тамо беше, околу кампот на мигрантите, и кога не виде дека нема храна, си дојде пак сам. Значи 4-5 дена го немаше. А предпоставувах ти преку реката ја отиден. А реката е стува, нема капка вода сега. И кога ќе виде дека нема излаз, и ќе си дојде пак сам. Симе е темпераментен. Ги препознавате ли преку карактер штрковите? Имаат ли они? Сите ги познавам. И третиот веќе одалеко се познава, бидејќи и двете крила му се скроз скршени. Има третиот? Нема. А добро се ухранети. Инаку да не се они ухранети, ќе бидат, знаеш, какви жголеви, нема да бидат вака бели како лебеди. Кажете ми, како се поднесуваат едни со други? Каква е нивната дружба? Симе и овој одмиравци што ви кажав, веќе се подолго време заедно, меѓутоа, секој момент кај мене налетува и нов штрк. Додека да се адаптира новиот штрк на Симе и на овој одмиравци, има неколку дена проблем, тогаш правам изолација, едниот посебно, другите пак заедно, меѓутоа веќе сега трите се заедно пак. Нема никаков проблем, дури ни Буфон, огромното куче Буфон, толку многу ги сака, ги штити, просто ги штити, ако види дека некое друго куче поминува покрај штркот, кога штрковите не се секога затворени, ги пушкаме по улица да шетат, тука во околината. И кучињата мои ги бркат другите кучиња, ги бранат штрковите. Тоа баш сакав да ве прашам, затоа што имате многу животни дома, имате кученца, имате мачиња. Како тие, гледам дека мачињата и кучињата се дружат, едни со други се спијат заедно, не се тепаат, не се закачаат едни со други. Како они реагираат на штрковите и како штрковите реагираат на нив? Навикнати се, например, Мишко, штркот што ви реков дека го чував 3 години и полета не се врати, со Мицка кучето што лежи таму доле. Мицка ќе легне, а Мишко со клунот, исто како да и вади бубиот. По 1 сат, вака ќе прави, вака. И има една таква снимка, толку е смешна, значи штркот на кучето, а кучето не реагира, ужива, ги дигнало двете нози и двете раце, ужива. Се дружат, Нема проблем никаков. Сакам да ве прашам, дали они се опасни, дали постои некоја опасност штрковите да нападнат некој? Да. Штркот е многу агресивна птица. Клунот на штркот е најопасното оружје што го има. Тој е долг, меѓутоа внатрешноста на клунот, јас можам ова да го направам, вие нема да можете. Внатрешноста е толку коската истенчена, исто како остар нож, тој како сечило. Едно замавнување на клунот, тој може без никаков проблем да ви го откине прстот. Клунот и горната и долната страна од клунот е како сечило. Одлично што ми кажавте се. Доволно е со шпицот на клунот. Може да извади око, може. Птицата е грабливка и агресивна. Може да се одбрани. Меѓутоа, не секогаш може да се одбрани. Вие сте имали ли некоја несакана ситуација со штрковите, да ве повредат вас или тоа до сега не? Не, до сега не. Чувствуваат они таа добрина, топлина од ваша страна?
Они го осеќат мојот говор. Они го осеќат мојот корак, за разлика од мојот сопруг. Сега, овие 4 месеци, бидејќи, нели ви кажав, бев на операција, поголемата должност за одгледување на штрковите ја превзе да ја Љупче, сопругот. Сега веќе полека јас се рехабилитирам и можам сама некои работи, нешто што не можам да клекнам, не можам да се свиткам до доле, тие работи кои треба да се направат, да се смени кофата со вода, тие се на сопруга, да се дигне кофата со вода, да се наполни, ми помага сопругот во тоа. Кои се секојдневните рутини и навики на штрковите од рано наутро до навечер? Од рано са бале, кога ќе си почнат со клонот и ќе го свиткат вратот, тоа клепетање се вика. Тоа е знак на радост кога ќе препознаат некој сосед кога оди на работа, тоа е како поздрав, го поздравуваат, рутина. Мојата рутина за нив е да им ставам вода, да им дадам храна, да бидат безбедни, бидејќи овие се безпомошни, мора да бидат со мрежа заштитени, да не им влезе некоја куче, да не ги нападне. Кога ги пуштам на улица да шетат, до одредено време, после тоа, сами ќе се застанат на портата, имам позади куќата друг дел, друг двор, голема порта, ќе отвориме портата со сопругот и они ќе си влезат сами во дворот. Кажете ми, Еленче, колку килограми храна јадат дневно? Тоа мислам дека спомнавме на почеток, меѓутоа ете така, која ја спомнавме и рутината. Исклучиво се хранат, спомнавме со месо, со риба, бараат чиста вода. Они сега кај мене јадат адаптирана храна, иначе они не јадат месо во природата, кај ќе најдат месо. Они си барат скакулци, глувци, змии, жаби, риби. А сега јадат исто како некој бебе кој не може да цица од мајката, па пие адаптирано млеко. Така ви правам компарација. Морам да купувам риби и месо често пати морам да ја променувам храната, не само на риба да биде. Леп никако, не смеат, тоа е строго забрането. Житарици не јадат. Кога би јаделе, има многу рибари, ќе поминат од тука и ќе ми кажат да ти донесеме едно кесе жаби, ќе најдат жаби. Ете, пробав и жаби да им давам. Не ги сакат. Се навикнаа на ова адаптирана храна што им ја давам јас и друго не конзумират. За третиот штрк спомнавме дека е повреден со двете крилја. Од Миравки го донесла со едно повредено крило. Договорот беше за прво да им кажам како се храни. Па не им беше јасно, па ме замолија за една недела да остане. Го прифатив и тоа, и штркот е веќе почнува 5-та година кај мене, Штрковите јадат храна, кога ќе си најдат во природа, он може да изеде и 1 и 2 кила да му бидат малку. Меѓутоа, кога е во лет, кога троши енергија, а овие се во место, но овие немат некои големи потреби, меѓутоа, сепак 2 пати во денот морам да им дадам храна. Најмалку. Ленче, вие сте многу хумана личност, тоа можам да го потврдам, ете, од кога ве запознав. Имате многу хумани гестови зад себе. Тоа се гледа, мислам и да не знаат луѓето, да. Ретко тоа некој го признава и го памти, за жал. Вие сте по професија медицинско лице, порано тоа го имате работено. Може ли да ни откриете нешто од вашиот приватен живот? Тоа што сте го научиле низ годините, ете сега го применувате на некој начин повторно. Каква е Ленче во приватниот живот? Па јас сум сопруга на еден прекрасен човек, по потекло од Емир Хисар, пораснат во Скопје. За жал денес е во Скопје, кај мајка му. Мајка сум на прекрасна девојка, наскоро ќе биде сопруга. Па понатаму ќе биде и мајка. Магдалена се вика. Приватниот живот, овие 5 години некако ми се сруши од кога почина мојот брат. Ми беше
мојот брат е една голема поддршка во животот. Секоја потреба или некој проблем, било што да имав, можев да се обратам на него. Сега немам никој, моите се сите починати. Најголемата загуба во животот е мојот брат. Тоа го сметам и за моја лична загуба, бидејќи помагав на илјадници луѓе, кога дојде да помогнам на мојот брат, не можев да му помогнам, заради тоа што тие што требаше да му помогнат беа нехумани спрема него. Дали сметате дека хуманоста е реткост во денешно време? Голема реткост. И за човечкиот род, и за животинскиот, во исто време мислам. Голема реткост. Сметате ли дека можеме на некој начин да ги научиме луѓето како да бидат хумани или во денешно време Не се учат луѓето. Тоа се стекнува. Тоа е вродено. Луѓето не може да се научат. Тоа ако се родил нехуман, таков ќе си биде. Нема во училиштето таков предмет за хуманост. Има ли таков предмет? Нема. Епа. Така како што велите, тоа е вродено и се стекнува со текот на времето. Издвоите една ситуација, ако сакате ќе ја спомнеме, се почеста е темата, и ние новинарите, и ние медиумите знаеме да се соочиме со многу лоши критики и коментари од страна на луѓето, кои што ја гледаат нашата содржина и ја коментираат на многу погреден начин. Се тоа е почесто и со јавните личности кои се изложени на сето тоа, а ние како медиуми тешко се бориме против лошите коментари. Таква ситуација сте имали и вие, претпоставувам, затоа што да. Не, затоа избегнувам телевизија, меѓутоа вие инсистиравте. И па еве сега ќе ви кажам еден пример. Од стотици позитивни коментари, добив коментар од една госпоѓа од Гевгелија, која е родена со аномалија, тука име, презиме нема спомнување, апсолутно, меѓутоа слободно тоа нека се објави. Кога да ме повикаа мајка и татко и да иставам инфузија или инекција, бидејќи другите медицински сестри не можеа да ја најдат вена, јас одев. И рано са бајле, и на ручек, и по дошт, и по тогаш нема возило, немав ни велосипед, камоли кола. Сум одела и она тоа да го заборави. Од толку стотици коментари, баш таа беше напишала, а видете и е фацата. Каква да ми биде фацата? Јас ви реков, за 3 години влегувам во 7-та деценија. Како треба да изгледа една жена на 68 години? Без разлика на се, мислам, физичкиот изглед е најнебитниот фактор во целата ваша приказна. Како и да е. Не е тоа уопште битно, не знам што и беше поентата. Што сакаше да постигне со тоа, кога баш на таа сум помогнала во животот најмногу. Најмногу. Може луѓето на своите грешки ќе научат на некои основни човечки својства кои што ние како луѓе треба да ги знаеме. И да не повредуваме други луѓе. Ленче, мислам дека кажавме многу работи. Не знам дали ни остана уште нешто да кажеме. Па нешто ако ве интересира вас, слободно прашајте ме. Ние би сакале да оставиме уште нешто за повторно да ви дојдеме на гости, затоа што тука во вашиот дом е преубаво чувството, атмосферата е таква убава, мирна. Ова не е мој дом, ова е само една просторија која користам преку дента. Иначе мојот дом е во другата куќа, ќе одеме и таму. Ова ми се спомени од патување, од шетање, кај што сум била. Пријатели, пријателки ми доаѓаат овде преку дента на кафе. Тоа спомнавме приватно кога разговаравме, ми кажавте дека во текот на вашиот живот многу сте патувале и дека тоа е ваша на некој начин пасија. Каде све имате прошетано во вашиот живот? Па, Европа нема кај што не сум била. Почнувајќи Италија, Шпанија, меѓутоа Полска ќе ја издвојам од сите патувања по едно. Полска е една земја прекрасна. Сите прават споредба Шпанија, Италија, стварно Шпанија е прекрасна.
Меѓутоа, Полска е феноменална. Само ќе кажам дека најкултурниот народ во Европа се пољаците. Се издвојуваат од сите други нации. Пољаците се исклучително интелигентен, културен народ кој води грижа за животните. Посебно се води грижа за хуманост према животните. Само уште тоа да ви го спомнам, дека кај нас не достигат центри за штарковите и за другите диви животни кои не можат да мигрираат каде што треба, а во Полска има еден центар, се вика Ополошки центар, по градот Ополе, така се вика областа. Тоа е огромен простор. Тамо волонтери од цела Полска одат, ги збринуват, и тамо има штаркови, повредените штаркови, бува, се што е со закон заштитено, тамо е се збринето. Не достига во Македонија такво нешто. Дали може би вие сте се размислиле да посегнете да направите некој таков чекор, да некоја невладина организација, да оформите? Не, немам веќе време, бидејќи немам уште многу, како што ви кажав, младоста помина, со младоста доаѓаат и болести. Сега веќе ме очекува и друга операција. Таа друга операција ќе ме одземе уште 4 месеца да бидам врзана со помагала, да не можам да застанам на нога, така да нема да можам повеќе. Енче, вие сте борец и јас не се сомневам во вас и во вашата физичка и психичка состојба, апсолутно да. Така да биде, амин. Годините, како што кажав на почетокот, не се мерило, не се бројка, битно е тоа вие што сте обкружени тука со толку убава енергија и имате и вашето семејство. Да, семејство имам прекрасно и само уште едно ќе ви кажам, ако не беа овие животинките, од јас пред да почине брат ми, немав јас таква бројка на животни, имав едно кученце и едно маче, толку. Ако не беа овие животните, јас кризата, психичката криза со брат ми, немаше да ја поминам. Само овие животинките ми дадоа некоја позитивна енергија. Затоа и ги сакам. И тоа ми беше моето прашање. Вие им помогнавте на животните, меѓутоа колку тие вам ви помогнаа? Многу ми помогнаа. Значи, јас требаше да пијам седативи во таа ситуација. Јас не се напив ни една таблета седатив, кога почина брат ми. Животинките ме обкружија, после тоа ми дадоа еден духовен мир, еден спокој, мада тоа се удира на джебот, ама кусо нека е на джебот, па ќе се скусам. Јас од нешто, ама животинките гладни нема да бидат. Дали сте одстапиле некогаш од вашите задоволства за да им приуштите на вашите животни? Не, сега да бидам искрена, ако нешто си намислам, некое мое задоволство да си направам, можам да си скратам јас од моето јадење. Ама ако се работи за купување, за... Патувањето не? Од патувањето и купувањето облека, тоа не може да ме... Никој да ми го забрани и да ми го скрати. Ако треба, нема 3 дена да јадам, намислам оваа ташна да ја купам или овие чевли. Ке ги купам, забрана никогаш не сум имала од никој, нити ќе имам, нити ќе дозволам да имам. Така. Сите ние си имаме некои задоволства, нормално за тоа живееме, за тоа работиме. Сега сакам мажот ми неќе да патува со авион, му е страв. И сега баш вчера се јави во Ајде, викам, најдете едно место, да не доплаќам дупло, сега немам друштво, немам другар, немам партнер, за да одам со некој, за да одам сама. Ама треба доплата, ама не знам што. И сега сум принудена да седам дома. Или да си барам, ајде, заедно да одиме. Ајде, ние сме тука секогаш расположени, имаме еден колега што многу сака да патува, може него да ви го пуштиме заедно со него да патувате, он обожава да патува, таман ќе ви фотографира во текот на вашето престојување таму. Каде ви е дестинацијата, што сакате да посетите? Следна дестинација е Мароко. Мароко. Стефан, спремен си да прави? Апсолутно е спремен.
Тука е Стефан со нас, тој не... Стефан, ќе оди со стара баба како мене. Да, јас ми би интересно. Нема тука стара баба, такви изрази ние не употребуваме, ние сме младост. Ете, јас сум најстара во цела редакција, меѓутоа, јас си ги се, соживувам со нивните години, да. Кафе сега? Или уште разговараме? Уште разговараме. Уште разговараме. Уште разговараме нашата интеракција е таква. Бери за Мароко, јас со каков убав дечко ќе одам. Дечкото може и да дојде, Ова е нашиот прекрасен. Нашите гледачи ако не виделе одамна. Се надевам дека оваа приказна со Ленче научивте нешто ново од неа, дека ве инспирираше и дека ќе поседувате и вие некој карактер како Ленче, а тоа е хуманоста. Може Стефан да не одјавиш гостинката? Да. Ти благодарам Ленче што не топло што не. Што планираме јас и ти? Да, јас и Ленче, значи следно идеме во Мароко да се прошетаме, да ги видиме и таму штрковите. Ти благодарам Ленче што не вдоми во твојот прекрасен дом со волку многу миленичиња и што ја слушнавме твојата инспиративна приказна. И се надевам дека секој од вас ќе научи нешто ново од ова видео. Ти благодарам Ленче. И вас. Благодарам и на вас.